Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, стигнавме до 13-та глава од втората книга Самуилова. Во претходните две епизоди посветивме доста време на гревот на Давид со Вицавеја. Причината поради која толку детално се задрживме на ова е затоа што не сакам да го игнорираме или да го ублажиме тоа што се случило. Не сакам, бидејќи ниту Божјото Слово не го прави тоа. Тоа е грозен, одвратен и ужасен грев, и токму така е прикажан во Библијата. Така сакав да го пренесам и јас, отворено и без какви било оправдувања. Треба да ги кажеме нештата такви какви што се. Давид направи страшен престап. Тој изгреши правејќи убиство и прелюба, а згора на се, навлезе во грозни лаги и подла измама. Гревот е како леплива трака за муви. Штом ќе заглавиш на неа со едната нога, веднаш се заплеткуваш со другата. Така и Давид се најде безнадежно заплеткан во мрежата на грозоморен грев, каков што ниту еден Божји човек воопшто не би смеел да си дозволи. И сега се поставува прашањето, дали тој го изгуби своето спасение? Се разбира, одговорот е не. Тој не го изгуби спасението. Ако го погледнете Псалм 51, ќе забележите дека Давид таму вели: "Врати ми ја радоста на твоето спасение." Тој не бара Бог да му го врати самото спасение, бидејќи него не го ни изгубил, туку ја изгубил радоста и блискоста што доаѓаат од заедништвото со Бога. Давид имаше таква љубов кон Бога каква што малкумина поседуваат и затоа очајно сакаше да се поправи тој нарушен однос. Меѓутоа, никој не може туку така да си греши и да помине неказнето. Често слушам луѓе како велат: "Па добро, денес е доволно само да го исповедаш гревот и веднаш се враќаш во првобитната состојба." Точно е дека ќе си го вратиш духовното заедништво со Бога, но, драги пријатели, ако мислите дека можете да излезете во светот, да правите гревови, а потоа едноставно да си заминете како ништо да не било, тогаш навистина многу малку знаете за човечката природа. Сите тие постапки оставаат длабоки последици врз нас. Се што правиме има и ќе има некаков одраз врз нашиот живот. Да, ќе добиеме простување ако го побараме. Во првото послание на Јован, глава 1 стих 9 пишува: "Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен, да ни ги прости гревовите наши и да не очисти од секаква неправда." Но тоа не значи дека лузните од тој грев нема да останат. Еве ја директната опомена од Господ. Во послание до Галатјаните, глава 6, стихови 7 и 8 пишува: "Не лажете се, Бог не дозволува да му се подбиваме. Што ќе посее човекот, тоа ќе си жнее. Кој сее во телото свое, од телото ќе пожнее пропаст, а кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот." Нема никакво сомневање дека Давид посеа во телото. И што мислите сега, дека тој можеше едноставно да се извлече со тоа, така што ќе каже дека сгреши и дека му е жал? Се разбира дека не. Бог премногу не сака за да не остави да правиме гревови, без при тоа да се соочиме со последиците од тие постапки. Сега доаѓаме до глава 13. Давид веќе го исповеда својот грев, а Бог му кажа: "Поради тоа што го направи, им даде повод на моите непријатели да ме хулат, но јас нема да се откажам од тебе." Фала му на Бога, тој никогаш не се откажува од нас. Но Давид нема да помине неказнето. Во оваа глава читаме за еден сериозен проблем кој настана во неговото семејство. Стихови 1 до 4. Потоа се случи ова. Давидовиот син Авесалом имаше сестра убавица по име Тамара, и Амнон, Давидовиот син, се влюби во неа. И Амнон толку се мачеше што се разболе по сестра си Тамара, зашто таа беше девица, и на Амнон му се виде дека ќе биде многу тешко да направи нешто со неа. Но Амнон имаше пријател по име Јонадав, син на Шима, Давидов брат, а Јонадав беше многу итар човек. И тој му рече:
Зошто толку слабееш од ден на ден, царски сине? Нема ли да ми кажеш? Амнон му одговори: Јас ја сакам Тамара, сестрата на братот мој Авесалом. Со други зборови, тој всушност вели: Јас сум лудо влюбен во оваа девојка. Тој престана да јаде, а неговиот пријател јасно гледаше дека момчето пропаѓа. Но Амнон беше свесен за пречката. Тамара беше родена сестра на Авесалом, односно полусестра на Амнон. Стихови 5 до 7. Јонадав му рече: Легни на леглото свое и направи се болен, и кога ќе дојде татко ти да те види, кажи му: нека дојде сестра ми Тамара и да ми даде да јадам, и да сготви пред моите очи јадење, да го видам и да јадам од нејзините раце. Амнон легна и се направи болен, и царот дојде да го види. Амнон тогаш му рече на царот: нека дојде сестра ми Тамара и да приготви пред мои очи 2 сладки пити, та да каснам од рацете нејзини. Давид испрати човек во куќата да ја каже на Тамара: оди во куќата на братот свој Амнон и сготви му јадење. Сега и Давид паѓа во стапицата, наседнува на итрината на ист начин како што тој самиот направи измама во случајот со Урија. Историјата сега му се повторува нему. Нема потреба детално да ги читаме сите оние мачни и одвратни детали тука. Суштината е дека Амнон ја силуваше својата полусестра Тамара. Но, уште полошо е што веднаш по грозоморниот чин тој ја замрази. Еве што ни вели 15-тиот стих. Потоа Амнон ја замрази многу, така што мразата негова спрема неа беше посилна од љубовта што ја имаше кон неа. И Амнон и рече: стани, оди си. Погледнете какви ужасни нешта почнаа да се случуваат во домот на Давид. Оваа девојка како партал беше изфрлена на улица. И еве што ни вели текстот понатаму во стиховите 19 до 21. Тамара си ја посипа главата своја со пепел, ја раскина својата шарена облека со која беше облечена, ги стави рацете своји на главата своја и така одеше и викаше. А братија Авесалом и рече: нели Амнон, братот мој, беше со тебе, но сега молчи, сестро, тој ти е брат, не го кини срцето свое заради таа работа. И Тамара живееше самотно во домот на братот свој Авесалом. Царот Давид слушна за сето тоа и силно се разгневи. Давид навистина се разгневи, но не презеде апсолутно ништо. Во тој поглед Давид беше ист како многу други мажи опишани во Светото писмо. Беше премногу попуслив татко, кој одгледа неколку лоши и недисциплинирани деца. А тоа во историјата се повторуваше одново и одново. Се сеќавате, се започна уште со стариот Или, Божјиот првосвештеник. За жал, синовите на свештениците и проповедниците често знаат да бидат вистинска пропаст. Потоа стигнавме до Самуил. Човек би помислил дека Самуил, бидејќи порасна во таква средина, ќе биде добар родител и ќе ги воведе своите синови во ред. Но, ниту тој не го стори тоа, па и неговите деца тргнаа по лош пат и станаа нечесни луѓе. И сега доаѓаме до Давид. Би помислиле дека Давид ќе биде поинаков, па тој го познаваше Самуил, ги знаеше неговите синови. Би очекувале Давид да каже: јас ќе бидам малку построг со моите деца и ќе ги изведам на вистинскиот пат. Но не, тој беше премногу мек татко. Понатаму ќе видиме уште еден случај каде што неговата попусливост ги премина сите граници. Но во овој случај тој едноставно крена раце. Беше бесен, веројатно му одржа некое предавање на Амнон, но немаше ни трага од вистинска дисциплина. Сега сигурен сум дека многумина од вас по ваквите зборови ме сметаат за старомоден човек. Во последно време кажувам некои прилично старомодни нешта, но јас верувам дека треба да бидам искрен, а таа моја искреност да биде заснована на учењето на писмото. Најголем проблем денес во христијанските домови е недостатокот на личен пример и дисциплина од страна на родителите. Ако сте верник и имате мало дете дома, сакам сериозно да го сватите духовното воспитување на вашето дете.
Подобро преземете нешто конкретно пред да го изгубите и направете го тоа брзо, бидејќи ќе дојде ден кога тоа дете едноставно ќе си замине од дома. Стих 22. А Весалом пак не му рече на Амнон ни лошо ни добро. Тој го намрази Амнон поради тоа што ја обесчести сестра му Тамара. Ете, пријатели, ова беше домот на Давид. Ова беше неговиот семеен живот. Тој не помина неказнето за својот грев. Бог јасно ни порачува дека никој не може да помине туку така. А Весалом во тој момент само чекаше поволен миг, демнеше и го одбројуваше времето до денот на одмаздата. Тој најде начин како да го убие Амнон и еве што се случи потоа. Стихови 34 до 37. А Авесалом избега. Момчето што стоеше на стража ги крена очите и виде. Ете, многу народ врви по патот низ на долината. Тогаш Јонадав му рече на царот: тоа се царските синови кои доаѓаат, како што кажа твојот слуга, така навистина станало. И штом го изговори тоа, ете, пристигнаа царските синови и фатија да плачат, па и царот и сите слуги негови плачеа многу силно. А Весалом пак избега и отиде кај Талмај, синот на гесурскиот цар Амихуд. И царот Давид плачеше за синот свој за сето време. А зошто Авесалом побегна токму кај царот на Гесур? Затоа што неговата мајка беше ќерка на тој гесурски цар. Како што веќе посочив претходно, Давид направи огромна грешка кога се ожени со таа туѓинка. Од друга страна, Давид многу го сакаше и Амнон, кој сега лежеше мртов. Но ако погледнеме подлабоко, ова во голема мера беше вина на самиот Давид. Тој мораше навреме и решително да се соочи со тој грев и да го казни Амнон. А Весалом чекаше да види дали татко му ќе преземе нешто. Давид не мрдна со прст и затоа Авесалом го дочека својот момент. Еве што читаме понатаму. Авесалом избега, дојде во Гесур и таму престојуваше 3 години. И царот Давид престана да го гони Авесалом, зашто се утеши поради смртта на Амнон. За Амнон веќе ништо не можеше да се стори. Тој беше мртов. Па затоа Давид сега очајно сакаше да го врати Авесалом назад. Дозволете ми да нагласам дека според мене Авесалом му беше омилениот син на Давид. Тој беше син на Мааха, ќерката на гесурскиот цар. Со неа имаше две навистина привлечни и убави деца. Едното беше Авесалом, а другото Тамара. Но, очигледно е дека Давид воопшто не го дисциплинираше ова диво момче. Сепак, од една страна, постапката на ова момче изгледаше оправдана, бидејќи Давид не сакаше да го дисциплинира ниту Амнон. Откако Авесалом побегна и помина 3 години во туѓа земја, Давид постојано копнееше да го врати, но не преземаше ништо конкретно. Тој само тагуваше по својот син, едноставно копнееше по неговото присуство. Инаку мислам дека Авесалом беше посличен на Давид во споредба со било кој друг негов син. И можеби намерата на Давид беше токму Авесалом да го наследи на престолот. Но Бог имаше поинаков план. Сега доаѓаме до глава 14, во која читаме за враќањето на Авесалом назад во Ерусалим, откако 3 години не го виде лицето на царот. Давид се најде во ситуација во која од една страна тагуваше за смртта на Амнон, но од друга страна исто така жалеше што Авесалом си замина. Јоав, началникот на Давидовата војска, ја забележа таа длабока тага во срцето на царот и затоа одлучи преку една вешта сплетка да го натера Давид да го врати Авесалом назад во Ерусалим. Во стиховите 1 до 21 читаме како Јоав, служејки се со една мудра жена од Текоа, успеа да го премисли царот. Таа жена излезе пред Давид и му раскажа измислена приказна, дека нејзините 2 сина се скарале, при што едниот го убил другиот. Му кажа дека сега целиот нејзин род го бара преживеаниот син да му се одмазди, а таа очајно сака да го заштити за да не го изгуби и единственото чедо што и останало. Кога Давид сочувствуваше со неа и вети помош за нејзиниот син да не биде казнет,
Тогаш одеднаш свати дека со тоа донесе пресуда против самиот себе. Свати дека тој со години сурово го казнува сопствениот син Авесалом, одбивајќи да му дозволи да се врати дома. Стихови 21 до 24. И царот му рече на Јоав: ете, јас направив според зборот твој, оди впрочем, врати ми го детето Авесалом. Тогаш Јоав падна ничком на земјата и се поклони и го благослови царот велејки: сега слугата твој знае дека добил благонаклоност во твоите очи, господаре мој царе, бидејќи царот постапи според зборот на својот слуга. Па стана Јоав да отиде во Гесур и го доведе Авесалом во Ерусалим. И царот рече: нека се врати во куќата своја, но лицето мое да не го гледа. И Авесалом отиде во куќата своја, но царското лице не го виде. Токму овој чин го подготви теренот за бунтот на Авесалом, кој ќе го видиме во следната глава. Авесалом беше лошо момче, но истовремено беше и одличен политичар, исклучително паметен, лукав и подмолен. Имаше силна харизма и беше отворен кон луѓето. Како што веќе рековме, тој во многу нешта наликуваше на Давид. Мислам дека во целото царство немаше подобар мајстор за придобивање на сочувството и наклонетоста од страна на народот од Авесалом. Тој знаеше како да ги утеши луѓето, па затоа застана токму на најпрометната градска порта. Кога граѓаните доаѓаа со своите поплаки и маки барајки правда, а наоколу немаше судии кои би ги сослушале, Авесалом беше таму. Тој ги слушаше, утешуваше и се согласуваше со нив. Меѓутоа, тој воопшто не го застапуваше својот татко. Не ја бранеше круната, туку почна тајно да го планира соборувањето на Давид од престолот. А коренот на сето ова лежеше во фактот што Давид одби да му прости со цело срце. И дозволете ми да го нагласам ова сега, кога се приближуваме кон крајот на денешната порака. Бог не му прости на Давид на таков половичен начин. Бог не му рече: добро, ти простувам, ама повеќе нема да имаш никаква блискост со мене и нема да ти ја вратам радоста на спасението. Кога Бог простува, тој простува до крај. Во посланието до Ефесијаните, глава 4 стих 32 пишува: бидете еден кон друг добри, сочувствителни, простувајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости вам преку Христос. Бог ни прости нам? Да, а како треба ние да им простуваме на другите? На сосема ист начин, а тоа е целосно. Давид направи катастрофална грешка што не му прости на Авесалом и ќе живее доволно долго за горко да се кае поради тоа. Но, за тоа ќе размислуваме во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.